Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани гости, дами и господа. Да се зборува на темата вака дефинирана и поставена е сериозен предизвик. Од една страна тоа зборува за свеста на говорникот да даде оценка за тоа што е заробена држава, но и да даде осврт на тоа како да се ослободиме. На работните состаноци во Министерството за внатрешни работи, особено оние посветени на клучните реформи кои ги спроведуваме, често се споменуваат резултатите од реформите. Големо внимание и енергија се посветува на измените на законските решенија, подготовките и нивното имплементирање, придобивките за граѓаните кои тие ги носат. Но вистинскиот предизвик за секоја реформа, за секоја измена на легислативата е всушност промената на свеста или реформата на умот. Законите ќе ги донесеме, но нивната имплементација зависи од одлучноста да го промениме начинот на размислување. Една од актуелните реформи во Министерството е измената на пакетот закони кои го регулираат системот на следење на комуникациите. Заедно со колегите од другите министерства, судиите, јавните обвинители и експертите ги согледуваме најдобрите практики и ги приспособуваме на нашите услови и правен систем. Да, постои дебата дали е избран најдобриот модел, дали можеби постои и подобар од него. Знаете зошто овој модел според нас е најдобар? Затоа што побудите и мотивите за промена на системот на следење на комуникации се искрени и чести. Раководството на МВР не сака и нема да дозволи уште еден скандал за злоупотреба на власт. Во оваа реформа влеговме со јасно поставена цел и без скриени намери. Заробената држава не е само концентрација на моќта во извршната власт. Тоа е спрега помеѓу извршната, законодавната и судската власт. Според Уставот тие се одвоени и нивната улога е меѓусебна контрола од аспект на корекција и насочување во вистинскиот правец. Но бевме сведоци на спротивното. Бевме сведоци на спрега мотивирана од криминални побуди која функционираше во интерес на одредена група на моќници. И таа спрега не донесе ништо добро. Сериозна политичка криза, сериозна закана за безбедноста на државата, сигурноста на граѓаните, нарушен меѓународен углед и позиција и економски посиромашени граѓани. Да, можам да зборувам со остри зборови и критики затоа што оваа власт нема намера да оди по истата патека. Можам да критикувам затоа што сакам да видиме коригирани, сакам да видиме критикувани, за да можеме да останеме будни и за да остане Македонија на вистинскиот пат, а тоа пред се ветува слободна држава на сите граѓани на Република Македонија. Првиот чекор кон ослободување на државата е критичката мисла. Критичката мисла која во себе ќе даде и критика, но и конструктивни забелешки и насоки како во иднина. И таа критичка мисла не смее да има скриени мотиви, туку треба да биде искрена и издржана. Реформите започнуваат од нас. Политичка волја имаме да ги промениме старите и лоши навики, но тоа не е доволно. Неопходни се конкретни чекори и тоа го правиме. Отвореноста и отчетноста во изминатиот период се јасен показател дека тоа и го мислиме. Целта на создавањето на партнерства со граѓанските организации не е да направиме составен дел на министерствата, да им дадеме финансиска поддршка во замена за нивната соработка. Таква спрега не ни е потребна. Нашата идеја е да дозволиме да бидат слушнати граѓанскиот глас, кој ќе биде партнер во промените во нашето општество и коректор на нашите постапки. Предизвикот кој стои пред нас е во иднина да зборуваме за придобивките по слободната држава во која живееме, заснована на партнерство, слободна мисла и достоинство. Граѓаните имаат право да живеат во слободна држава, а институциите имаат обврска тоа да го обезбедат. Благодарам.